Вештачките акумулации Калиманци и Градче, кои се дел од хидросистемот Брегалница, се максимално полни со вода, а со зголемениот доток од реките што се влеваат во нив, ќе се обезбеди непречено реализирање на годишниот план за наводнување. Од водостопанската подружница Брегалница од Кочани најавија дека сезоната за наводнување официјално ќе почне на 20 април. Со тоа ќе се запазат оптималните рокови за сеидба на оризот, но и на другите земјоделски култури во источниот регион. Во моментот акумулацијата Калиманци располага со 111 милиони литри кубни вода, а Брана Градче има 2 милиона, со оглед и на капацитетот, дека е многу помал. А оваа количина на вода ни возможува да имаме успешна наводнителна сезона. Во делот на подготвеност сакам да истакнам дека во моментот сега во АД водостопанство подружница Брегалница Кочани работа 3 машини. 90% од вадите се исчистени. Се работи на санација на каналот, исто така. Таму кај што има скршени, оштетени кампади се санираат, се врши промена на континуирана промена на каналетки, за да не дојде па до неконтролирано користење на вода и загуби. Како главен проблем може да се каже дека и некултурата на населението. Има ситуации кога ние ги изчистиме каналот или вадите, за некој време случува пак дека се фрла во нив. Во изминатите неколку месеци ангажираните работници и механизацијата исчистиле канали и вади со вкупна должина од 150 километри. Исто така, заменети се и дел од оштетените бетонски каналети за да се спречи неконтролирано губење на водата. Официјално на 24-ти наводнителната сезона започна. Тоа што не значи дека во одредени катастарски општини каде има можност да се пушти вода и порано може да се случи. Виница 24-ти треба да се пушти. А Ризари и Прибачево има можност и порано, некој ден. Зрновци има можност некаде околу 10. Значи тоа се предпоставки. За оваа сезона се предвидени 5000 хектари, од кои 4000 хектари да бидат под ориса и 1000 хектари под крски површини. Во однос на подмирувањето на обврските на земјоделците кон водостопанското претпријатие, наплатата на водниот надоместок е околу 92%, што се смета за високо ниво. Видлив пораст на наплатата е постигнат во изминатите неколку недели, откако платежната агенција ги исплати субвенциите за оризот и за другите земјоделски култури за минатата година. Општините Кочани, Виница и Зрновци и Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID подпишаа меморандум за партнерство на проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Со тоа ќе им се помага на локалните самоуправи за подобрување на квалитетот на даночните системи, зајакнување на оперативниот капацитет на администрацијата и подобрување на способностите на локалните власти за планирање, управување и спроведување со јавните средства. Трите општини од регионот се дел од втората група од вкупно 24 локални самоуправи во целата држава, кои стануваат партнери на проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. На свеченото подпишување на меморандумот е истакнато дека клучен аспект на реформскиот процес е создавање ефикасни и ефективни владини институции и на локално и на национално ниво. Тоа ќе значи зголемување на капацитетите на општините да ги прибираат и самостојно да управуваат со ресурсите за да обезбедат подобри услуги за граѓаните. Реформата се состои од 3 главни столба и подразбира зголемување на фискалниот капацитет на општините и на нивните приходи, зголемување на финансиската дисциплина, како и намалување на долговите, домакинско работење и зголемена транспарентност и отчетност. Со измените се предвидува сегашните 3% предвидени приходи за општините од данокот на личен доход постепено да се зголемуваат на 4 во 2022, 5 во 2023, односно 6% во 2024 година. Воедно, постепено ќе се зголемува и стапката за дотација на општините што ја добиваат од данокот на додадена вредност, односно од сегашните 4,5 ќе се зголеми на 5% во 2022, односно од сегашните 4,5% ќе се зголеми на 5, односно 5,5% до 2023 година. За во 2024 година стапката на дотација од данокот на додадена вредност да изнесува 6%.
Комисијата за заразни болести излезе со препорака да се укине носењето маски во затворен простор. Сепак, останува обврската маски да се носат при влегување во болници, аптеки, старски домови и во јавниот градски и меѓуградски превоз. Укинувањето на мерката за задолжително носење маска е една од препораките што Комисијата за заразни болести ќе ги предложи до владата. Со оваа препорака, освен во 4 видови затворени простории, во сите останати маските ќе можат да се носат само доколку граѓаните го сакаат тоа. Од Комисијата посочуваат дека епидемиолошката состојба овозможува да се размислува за намалување на рестриктивните мерки. Ние маските задолжителното носење го укинуваме, но повторно препорачуваме маски да носат возрастните, тие што се имунокомпромитирани и оние кои што се со хронични болести. За нив препораката останува. Значи нема задолжение, но има препорака бидејќи носењето маска е ефикасна мерка за заштита од пренесување и за заштита на здравието. Дополнително, председателот на Комисијата за заразни болести посочи дека иако е предложено да се укине мерката, сепак се препорачува маски да носат дел од возрастните и лицата со хронични болести. Значи, постепено ќе ги релаксираме мерките, не сакаме да донесеме такви крупни чекори, кои што можат брзо да дестабилизираат состојбата, а имаме стабилна епидемиолошка состојба. Сега сме во пресрети на празници, кои што можат навистина да бидат една од причините да имаме зголемување на број на ново заразени во текот на наредниот период и затоа внимателно, чекор по чекор ќе одиме по насока на тоа да ги релаксираме мерките. Маските се една од големите рестриктивни мерки која што се укинува денес. Да почекаме во наредните недели да ја следиме епидемиолошката состојба доколку има можности. За тоа секако да ги се разговара и за сертификатите генерално, не само за влез во државата, туку и за користење во затворени простори. Комисијата за заразни болести ќе препорача до владата да се укине епидемиолошкото следење на контактите на позитивните лица на коронавирус, како и последователна порака за изолација на контактите. Министерството за здравство информираше дека се регистрирани 195 нови случаи на COVID-19, при тоа оздравеле 207, а починале 3 лица. Бројот на активни случаи во моментот во целата држава изнесува 1535. Во текот на летниот период ќе се реализираат конзерваторско-реставраторски работи на североисточното Бедемско плато на локалитетот Виничко Кале. Носител на активностите е Националниот конзерваторски центар од Скопје. За оваа намена се планира да се потрошат близу 800.000 денари, што националната установа ги обезбедува од сопствениот буџет за реализација на годишната програма за работа. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на реставраторските и заштитни работи. Според техничката документација се предвидува да се реконструира камен бедем во должина од 82 метра, како продолжение на веќе завршените конзерваторски работи на јужниот крак од зидот. Во моментот сочуван е дел од бедемот со височина од 120 и дебелина од 180 см. Зидот е граден од камен песочник и речен камен, мешан со малтер од вар. Со реставрацијата треба да се отстранат растреситите делови и нанесената земја, како и оштетените делови што се зидани со камења. Исто така ќе се реставрира и дел од кула со димензии 5,5 на 3 метри, што била во состав на бедемот. Се планира за конзерваторските работи да се употреби ист градежен материјал како оригиналниот, за да се задржи автентичноста. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми за реализација на реставраторските работи е до 14 април. По склучувањето на договорот со најповолниот понудувач, изведбата ќе треба да се заврши во период од 3 месеци. Комуналното предпријатие Водовод планира и во наредните 12 месеци да реализира привремени вработување на лица кои ќе извршуваат работни задачи што дополнително ќе им бидат одредувани. За оваа цел распише и јавен повик за прибирање понуди од регистрираните агенции за привремени вработувања, по чиј избор ќе се склучи договор во вредност од над 13.200.000 денари. Со овие пари треба да се покријат трошоците за ангажирање на работниците, односно за исплата на плати, надоместоци за здравствено и лично осигурување, трошоци за нивно пријавување во надлежните институции и слично. При тоа не е наведен потребниот број на лица,
но се истакнува дека тие ќе бидат ангажирани за замена на привремено отсутни работници, за привремен зголемен обем на работни активности, за работа на проекти, за специфични и неконтинуирани работи што не се дел од дејноста на комуналното предпријатие, како и за непредвидливи краткотрajни активности што се јавуваат во вршењето на дејноста на објектите со кои стопанисува предпријатието. Од давателот на услугата се бара потребните лица да ги обезбеди во рок од 1 ден од доставувањето на барањата, а при тоа агенцијата е обврзана да врши навремена исплата на платите за ангажираните работници. Исто така, на лицата треба да им обезбеди и осигурување во случај на несреќа за период од 24 часа, а износот за осигурувањето да го задржува од нетоплатата. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата за одстапен работник, изразена во проценти. Тендерската постапка е отворена до 5 мај, а средствата за реализација на договорот за јавна набавка се обезбедени од буџетот на комуналното предпријатие Водовод. Урбанистичкиот план за селото Тракање, што беше донесен пред околу 4 години, ќе претрпи известни измени и дополнувања. За таа цел ќе се одржи јавна расправа и презентација со заинтересираните физички и правни субјекти. Носител на измените и дополнувањата на планот е општина Кочани, која упати јавно известување дека презентацијата ќе се одржи на 21 април со почеток од 11 часот во подрачното училиште Никола Карев во Тракање. Со урбанистичкиот план е опфатена површина од над 2 хектара, што е дел од блокот 17 во кој се наоѓа централниот дел од населбата. Јавната презентација и јавната анкета по изменувањето и дополнувањето на урбанистичкиот план е со цел да им се овозможи на сегашните или на поранешни жители на Тракање да ги искажат своите мислења и забелешки по одредени решенија во планскиот документ. Истовремено, во периодот од 21 април до 20 мај ќе се реализира јавна анкета со која забелешките и предлозите на анкетни листови во писмена форма ќе можат да се доставуваат до службите за урбанизам во локалната самоуправа на Кочани. Урбанистичкиот план за Тракање го изработи фирмата Build Urban од Скопје, според проектната програма што претходно требаше да се следи, а за која една од главните цели беше создавањето поквалитетни услови за живот на жителите, како и за побрз економски развој. Со тоа се овозможува и создавање законски услови за изградба на стамбени и деловни објекти во населеното место, како и намалување на бројот на дивоградбите. Графичкиот прилог од урбанистичкиот план ќе биде изложен на огласна табла пред влезот на зградата на општина Кочани, како и на веб страницата на општината. Подетални информации во врска со измените и дополнувањата на урбанистичкиот план за Тракање ќе можат да се добијат во одделението за урбанизам и заштита на животната средина на првиот кат во зградата на општина Кочани.